Здраво, здраво на сите, јас сум Мана, а вие добредојдовте во уште една епизода на нашиот подкаст. Наш денешен гостин е Виктор Илиев од невладината организација ИМКА. Виктор, добре ни дојде, како си? Добро е, најдо, супер. Виктор, денес и двата дојдовме со велосипеди во студиото, па како за почеток да ни кажеш колку битолчани возат велосипед за да дојдат до работа или на училиште. Дали навистина сакаат да биде Битола велоград? Битолчани возат точак последниве години се повеќе. Една од работите кои што ги поттикнува е зголемената свест за себе и за животната средина. Нели, второто, глобалната зелена агенда се повеќе се оди кон тоа. Меѓутоа, од друга страна, државата и градот не го перципираат како тип на сообраќај кој што треба се поттикнува и не постојат официјални поатоци ни од Завод за статистика, ниту од општински, ни од државни институции за тоа колку се вози точак низ државата по градови. Што е уште пострашно, нема ниту поставени цели за во иднина да се почне тоа да се прави, оти ако нема цел, како го знаеме дали имаме постигнат. Така да наши за Битола проценки се дека околу 1% се вози точак во градов на постојана основа. Во Скопје ми се чини дека стигна до 5, иначе и таму имаше од 1, меѓутоа во последните години стигна до со надградба на велосипедска структура, стигна до над 100 км велосипедски патеки низ град, така да тоа се гледа дека доколку се изгради велоинфраструктура и другите нормално неопходни услови, народот ќе го препознае тоа и пополека почнува да ги менува навиките. Во Битола тоа значи се случува зголемена свест, меѓутоа луѓето го возат точакот со страв за нивната лична безбедност. Иначе од аспект на јавната свест за Битола велоград има, бара народот, на околу 62-63 критични маси извозени во рамки на граѓанската иницијатива Битола на точак. Излегува од 20 до, 170 граѓани по протест, тие се граѓански протести на точак, со возење и недвосмислено дава поддршка за велоагендата минативе години. Прогресот што се направи со тој тип на активизам, екоактивизам, е од почетната состојба во која што општината како институција и вработените, клучните вработени во неа не сакаа ни да не примат на средби, да збораме, да ја застапуваме темата и да кажеме што ние бараме и очекуваме од општината, до ниво во 7-8 години, значи, да стигнеме до нивото кога имаме отворени врати во општината и на последните локални избори сите кандидати, 7 кандидати за градоначалници, заедно седнавме на тркалезна маса и да продискутираме исклучиво за темата Битола велоград. Значи не политичка дискусија за било какви теми, туку специфично само за тоа. Со тоа тие мислам дека дадоа ја покажаа јавно нивната политичка волја и спремност за нешто да се направи и помести во имплементација на велоагендата. Сега поминаа од тогаш 2 години, гледаме сега дека повторно малце се актуализира темава и ќе видиме дали нешто ќе се направи во градов. Иницијативата Битола на точак знам дека беше многу активна пред короната, сега што се случува со неа сега? Дали и сега е исто активна? Па намалено има доста, значи не само пред короната и доста пред тоа, значи беше активна, значи иницијативата официјално започна 2014, значи од група на екоактивисти локални, сите со желба да се направиме градот поубав, да го растаретиме од возила, помалку загадување. Во тој период исто беше активна темата за загадениот воздух во градот, така да некако паралелно одеше таа работа. Главниот начин на действување беше со организација, значи поттикнување на месечен уличен протест секој последен четврток во месецот и возење критична маса, значи за анимирање на јавноста и институциите за точакот како средство за градски транспорт. И пополека, значи стивна иницијативата, се смена неколку 3 месечини локални самоуправи,
Во меѓувреме работевне со сите и почнавме, намаливне на критични маси, меѓутоа почнавме други начини на действување, значи одење на совети, на седници, на комисии на советот на општина, на јавни дискусии, фокус групи, на значи на онлайн активизам, дигитален активизам, герила нешто маркетинг, значи различни форми на действување, така да малце се прошири опсегот на работа, а препознатливиот начин критични маси се намали. Последниве години се намали на 2, навистина ковидот си имаше влијание, така да сега почнавме повторно да ја актуализираме темава и отприлика има неколку мина кои што се уште се имат волја, значи порив за екоактивизам, за да се поможи на Битола и да се истурка вело агендата во градов. Што мислиш колку Битола има инфраструктура да стане велоград? Битола како град, значи една од работите сите што ја слушаме е стар град, нема можности и така натаму, го слушаме тоа често. Меѓутоа читајки, гледајки еве години наназад конкретнава тема, гледаме дека и многу други го има тоа и во меѓувреме сите се сменале, а ние си продолживме да се изборваме. Значи многу други градови се стари, многу други градови не биле правени за моторни возила, туку за пајтони. Многу други градови имале значи збиени градски јадра и успеале да најдат начини како да се поттекне еден град да прифати поприфатливи начини на движење низ градот, поеколошки да речеме или поодржливи. Меѓутоа Битола еве некако се некакви изговори ги слушаме и велам изговори затоа што и Амстердам, кој што важи како број 1 за велосипедски превоз низ град беше, цело време, значи до 60-тите години и таму имало илјадници изговори. Се додека народот не почнал големи протести да прави, значи и да протестира против автолобито кој што доминираше на улиците. Сега она што гледаме последниве години, Париз пополека го презема местото за лидер. Во Париз сите велеа не можеме Амстердам да бидиме, истите изговори, меѓутоа еве гледаме дека револуција се случува таму, илјадници евра се вложуваат во велоинфраструктура, во пешачка инфраструктура и во зазеленување на нови јавни површини. Интересна работа, кога го спомнав Париз, е дека сите овие реформи ги имплементира човек по потекло од Битола, кој што замени градоначалник на Париз, во локалната самоуправа. Првично беше одговорен за урбан транспорт, а сега истиот човек е прераспределен за јавно зеленило и таму прави револуција во градот. Така да истиот иди секој лето во Битола, се среќаваме со него и кажува, значи имаме од кај да учиме, интернетот е тука, има полно позитивни примери и пракси, меѓутоа еве некако со имплементацијата сме слабо. Нас битолчани нема насекаде испитот. Дали еве спомна дека веќе имате и разговарано со општината околу овој проект, дека навистина имате седнато намаса, сте имали проблеми? Дали сега се среди тоа се? Дали имаат желба навистина институциите кај нас во Македонија да поддржат вакви проекти? Во Македонија, ако збораме, не, затоа што не гледаме Министерство за транспорт, значи упорно си оди со автопати, магистрали, огромни, значи поврзување на коридори, збора за меѓудржавно, иако значи можат на државно ниво нешто да работат за одржлив транспорт, посебно во железницата, да речеме, се зборам кратко за национално ниво. Меѓутоа гледаме дека повторни во железница да се туркат проекти Бугарија, Албанија и така натаму, а Битола Скопје немаме воз, да речеме 5 години брз, како што сме имале порано. Ако збораме на национално, значи на национално целосно ја отпишувам вело агендава, никаде во ниеден приоритет не е, иако предизборно гледаме. На локално ниво е онаму каде што ние целиме. Гледаме да, значи на локални избори да комуницираме, да лобираме со локални политичари, кандидати за политички функции, кои што се локал патриоти и сакат да направат нешто за нивните деца, внуци за по 20 до 30 години, нешто да остане во градов, некаква промена, а не само за 4 годишни додека трае политичкиот мандат. Така да за Битола може да збораме. Сега, ако порано зборувавме дека нема политичка волја, сега
стигнавме да има политичка волја, стигнавме уште еден чекор да има спремност за имплементација. Таму има различни пречки, од типот на урбанистички хаос во нивните проектни планови, значи деталниот урбанистички план кој што не е во согласност со поранешниот истечениот генерален урбанистички план, на терен има една ситуација, а во документите пише друга ситуација, така да не може добро да се испланира. Меѓутоа, ние она што велиме сега, она што е актуелно е, добро, ако не може во градот да планираме нешто огромен проект, дај да видиме кај може. И сега еден проект кој што се работи во моментов е само за две улици. Значи две големи улици, за улица Генерал Васко Каранкелевски, за Партизанска, и за на тие две улици да се направат првите, значи, велосипедски патеки со овој проект. Иначе една само, односно заборавив да спомнам дека има наспроти техничкиот факултет, кој што е помало од 1 километар, така да сега со овие нови негде 5,5 километри, значи Битола би имала 5,5 до 6 километри први велосипедски патеки во градов. Околу тоа дека ќе има реконструкција на тротоарите и велосипедски патеки на Васко Карангелевски и Партизанска, да, прочитав, еве, јас на пример живеам на Партизанска. Дали има некои новости околу тоа? Дали има некои најави кои што еве, кога би се случило тоа? Кога би ги направиле тие реконструкции? Да, добро прашање. Значи, ако не се прашуваме ние како граѓани, сакаме одма да се направат. Ако прашуваме политичарите, треба, нели, многу работи да одат со кревање два прсти, нели, во Советот. Она што е направено до сега, ќе ви кажем, од што знаеме, значи направено сообраќајен проект за градов, кој што е основата за да се направи ваков, да се изведи велоинфраструктура, и тој од 2014 е. Меѓутоа, еве, се сменале локални самоуправи, од некој бил квалификуван како добар, од некој како не, меѓутоа еве го сега повторно на маса. И сега она што се финишира, значи моментално во завршна фаза е, уште не знам, недела две, е градежен проект кој што подразбира како тоа решение предвидено во сообраќајниот проект да се спроведи на терен. Потоа следува алоцирање средства од буџетот општинскиот и после, не знам, повик за тендер, едно друго. Така да вториот дел од годината, мислам дека август, септември, октомври, ноември, предпоставам се последни месеци од градежната сезона, очекувам доколку се одржи консензусот во општинскиот совет во прашање на велоагендата, се надевам дека оваа година ќе видиме на терен први активности за спроведување овој проект на овие две улици. Имавте направено анкета околу тоа колку граѓаните се чувствуваат безбедно да возат велосипед во Битола. Какви беа резултатите од анкетата? Па, да, значи неколку прашања. Прво тоа можам да го кажам, значи колку се осеќаат безбедно 4% од граѓаните. Она што можам да спомнам исто е дека 2015 направивме прва анкета, 2018 втора и сега трета анкета 23 по 5 години. И од прилика во последните две анкети, во последните 5 години, од прилика исто е нивото на граѓани кои што се чувствуваат безбедно. Во минатата 2018 2%, сега 4%. Значи тоа е многу мал процент, што е поразително за град како Битола, кој што претендира да биде туристички и така натаму. А порано во 2015 кога почнавме 14% се осеќале безбедно. Така да тука е обратно пропорционално, нели, зголемувањето на бројот на моторни возила, како што се зголемува, така граѓаните се осеќаат понесигурно. Една од работите зошто граѓаните се осеќаат небезбедно. Инаку во причините зошто се осеќаат небезбедно, значи најмногу доминира, значи 4 најдоминантни одговори како приоритети се дека нема велоинфраструктура, луѓето се осеќаат загрозени. Чи јас можам исто да го потврдам. Возејќи точак, значи на коловоз, покрај нас на 50, значи сантими, пола метро, поминуваат автобуси, камиони, шлепери, значи уште поголеми камиони и до нас на пола метра поминат, значи чувството е страшно.
За неискусни граѓани кои што се качиле на точак, тоа може да биде и погубно искуство по нивниот живот. Така да тоа е стравот со велоинфраструктурата, граѓаните се жалат на ниското ниво на сообраќајна култура, давање предност, значи за давање предност основната работа која што граѓаните ако заборавиле се што учеле на автошкола, основната што треба да ја запамтат е пирамидата на мобилност, односно да му се попушти на ранливите категории, на послабиот да му се попушти. Така да камионџите треба да му попуштат на возилата, на колите. Шоферите на коли треба да му попуштат на велосипедистите, велосипедистите на граѓаните кои пешачат. Тие, значи, велосипедистите исто на мајки со колички што се возат и така натаму лица со попречености. Така да тоа ако се има ќе се свати. Меѓутоа гледаме дека кога да речеме на улица ќе се сретнеме очи во очи со кола, секогаш тој што е со точак ќе застане, оти се плаши по животот затоа што наспрема него стои возило од 1 тон. Така да друго е ефектот такво возило да не удри нас, така да и односно или во споредба со точак како направи сообраќајка. Третата, значи, ќе ја спомнаме страф од кражба на сообраќајен метеж, односно кажав, затоа кажав дека Битола 30.000 моторни возила има, иначе градот е проектиран за околу 10.000, затоа велиме дека нема кај да се паркира, нема човек кај да помени. Четвртата работа е страф од кражба на точакот и за прв пат во трите истражувања во сиве години се појави страф од улични кучиња. Така да досега тоа го немаше, али граѓаните си пишат. Така да тоа е прашање кој што треба на некој начин да се адресира и не е ова само за точак, претпоставувам и за пешачење. Освен овој проект, кои други проекти би ги издвоиле кои што ги работи ИМКА? Значи во оваа година, значи од февруари до сега во рамки на иницијативата Битола на точак, значи разни работи ги работевме на волонтерска основа. Немаме многу формално аплицирани проекти. Сега имавме, овој беше за мониторинг на предизборни ветувања. Ние го одбравме предизборното ветување за велосипедски патеки, така да го следевме и работевме да дознаеме документи што постојат фактографски, значи врз основа на докази, дали е нешто поместено за овие работи што ги зборав претходно, оти граѓаните реално не знаат што се случува во општината, гледаат само на терен што се случува и са ние да видиме зад завесата до кај се работите околу тоа и малце да извадиме од фиока намаса велоагендава. Тоа е еден од проектите кои што го работиме. Друг проект кој што годинава го работевме беше за антидискриминација на лицата со попречености во образовните установи. И тој траеше до скоро, значи сега преку летово само кампања има, подразбираше обуки за врснички едукатори, кои што, значи, деца кои што во нивните класови во средните и основните школи си одржуваат врснички едукации. Друга работа што работиме оваа година е младинскиот центар. Тоа е нешто интересно и ново за нашиот град. Од декември 2020 конечно се изборивме за да се донеси закон за млади и младинско учество и младински политики и во рамките на тој закон се донесе пропис за сите општини да отворат минимум еден младински центар. Така да, еве, од тогаш општините во одредени рокови треба да донесат да отворат младински центри и срекни сме дека минатиот месец во мај отворивме младински центар официјално во Битола. И предвидено е наместо како досега проектно да аплицираме проекти, да се мислиме дали ќе има средства или не, со многу прекини. Сега општината застанува зад него и го гарантира неговото постоење и почитување на минимални стандарди за функционирање на истиот. Во него ќе работат младински работници, ангажирани директно во центарот и преку понудувачи на младинска работа и ќе спроведуваат различни активности за млади во градов. Друга работа која што во овој период се спремаме да ја почнеме за работа е 12-месечен проект исто за врсничка едукација со многу широк опфат во сите основни и средни школи ќе се спроведува за врсничка едукација за ментално здравје. Така да ќе разговараме за многу работи кои што луѓето ги задржуваат во себе и ќе ги зборуваме со младите пред се.
така да ќе обучиме на ниво на град околу 50 и 2-3 месечини врснички едукатори и тие ќе одат да прават врснички едукации во сите основни средни училишта и факултети во градов. Ќе работиме на приречник за тоа и така натаму. Така да, накратко вака би спомнал за ова година што планираме. И околу ова крајно би те прашала колку младите се охрабруваат да се вклучат во вакви проекти кои што целат кон подобро утре за нив и општо за градот во кој што живеат. Ние како младинска организација, значи која што работи со млади, сега еве, значи со малце подобро инфраструктура преку младинскиот центар, имаме се подобри услови во таа насока, иначе порано го немаше тоа. Така да ние работиме на дополнување на одредени аспекти во образованието, кое што формалното образование не ги покрива. Среќни сме дека во образовните институции, во училиштава низ градот, има разни секции кои што му нудат активности на учениците, во наставни активности, и се вклучени дел од ученици. Нашата цел е да вклучиме што повеќе млади во сите овие неформални активности и уште повеќе на ниво на донесување на одлуки, на ниво на град, да ги подготвиме фактички, инвестираме време и енергија идните лидери во градот и во државата. Затоа што вие кои што сега сте средна школа, утре други ден ќе гласате одлуки во градскиот совет, ќе бидете во владата на државата и сакаме да негуваме млади, паметни лидери да изградиме, кои што нема да мора да ги молиме да ни отворат врата за да застапуваме зелена агенда, туку тоа може и од самите нив да произлези и да спроведуваат проекти за доброто на сите граѓани во држава.